за финансискиот план за регулаторната комисија за 2023 година од председателот Марко Бислимовски. Ние тој извештај го имаме и во писмена форма и овака на прв поглед доаѓа како да е добро образложено, скоцкано со некои фотографии, но јас при разгледувањето на овој финансиски план за 2023 година на ова тело, регулаторна комисија за енергетика и водни услуги, сакам да кажем одредени забелешки. Како прво, генерално ова е највисок износ на расходи од самото формирање на комисијата до сега. Тука не престанува трендот на зголемување на расходите, кое е застапено откако регулаторната комисија за енергетика ја води актуелниот состав начело со председателот Марко Бислимовски. Жалам што тој не е тука, но мислам дека неговиот заменик е. Добро, во ред. Колку за подсетување? За 4 години, од 2018 до 2022 година, ова се некои податоци и факти споредби кои што ги вадев уште вчерашниот ден, имаме зголемување за 10 милиони денари. За 2018 година овој финансиски план бил 82 милиона 327.480 денари, а за 2022 година 91 милион 742.689 денари. Или пак само за една година, од 2022 до 2023 година, имаме зголемување за цели 12,5%, или во износ тоа е 11 милиони 477.171 денар. Значи, за 2022 година 91 милион 742.680 денари, а за ова 2023 година оваа сума изнесува, овој износ изнесува 103 милиони 219.860 денари. Дополнително зголемените расходи се неоправдани, според нас, дури и незаслужени, и тоа од причина што Република Македонија влезе во енергетска криза, а поради тоа и во економска криза со неконтролиран пораст на инфлацијата, а регулаторната комисија за енергетика не се издигна на соодветно ниво и не презеде ништо за да се избегне оваа енергетска криза. Гледано од денешен аспект, слободно можам да кажам и да констатирам дека регулаторната комисија поради несоодветното, ненавременото, неспособното постапување, дури и помогна на Република Македонија да се втурне во оваа криза, поради тоа што слободно можам да кажам дека го заслужува епитетот антиенергетска регулаторна комисија. Како некое си образложение за зголемување на вкупниот износ на расходите е наведено дека тоа било правенствено поради зголемување на цените на стоките и услугите. Во услови на економска криза која што произлезе од енергетската криза за допринес има и антиенергетската регулаторна комисија и тука секој свесен носител на функција треба да ги намали расходите, а не како во овој случај да се расфрла со трошоци зголемени ни помалку ни повеќе за 11,5 милиони денари. Доколку пак се намалат ваквите зголемени трошоци во финансискиот план, ќе се намалат и трошоците на сите потрошувачи. Всушност, надоместокот кој што на регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го плаќаат носителите на лиценци за вршење на енергетски дејности и давателите нормално на водни услуги, всушност се признава кога се определува тарифата, а тарифата преку сметките ја плаќаме сите ние, тоест ја плаќаат сите граѓани на Република Македонија. Тоа значи дека сите ние го плаќаме работењето на ова антиенергетска регулаторна комисија, а за 2023 година не оптеретуваат со 103 милиони 200 илјади денари или со дополнителни 10 милиони денари. Разгледувајќи ставката 3, други услуги, услуги за заедничко одржување на административната зграда, констатирам дека превисоко е поставен износот од 1 милион денари за ставката 1.4.4,
услуги за заедничко одржување на административна зграда, при тоа имајќи во предвид дека за 2021 и 2022 година скоро и да не се потрошени средства на оваа ставка или се значително многу помали. За пример, до септември 2022 година овој износ од оваа ставка од планирани 1.300.000 денари се потрошени 22.500 денари. Дури и минатите години пред 2021 година е потрошено значително помалку од предвиденото. Очигледно е дека овој износ заскриено би се користел за други ставки со пренамена која што само регулаторната комисија ја знае. Понатаму, ставката, односно во точката издатоци за репрезентација и бифе, точка 1, точка 6 на страна 7 од финансискиот план од табелата, иако е наведено дека расходите за репрезентацијата за 2023 година се планирани на исто ниво, коректно е, според нас, во услови на економска, енергетска, здравствена криза, која што несомнено е присутна во Република Македонија, коректно е дека овие вакви расходи од 1.300.000 денари да бидат драстично намалени. Имате само една суштинска разлика овдека направено, а тоа е, сте го тргнале зборот бифе со цел да се заскрие податокот кој што во претходниот финансиски план за минатата година беше наведен во финансискиот план, ставката бифе. Ако пак го погледнеме целиот износ со работни денови во една година, ќе излезе голема сума потрошени средства за еден ден. Ако земеме дека 22 просек има работни дена во месецот, помножено со 12 месеци, 264 работни дена во една година, или тоа е 22.000 евра скоро, или 20, да бидам конкретен, 21.951 денар, 1 евро, поделено со 264 работни дена, излегува пак 83 евра на ден за бифе. Ова е голема сума за време на, нели рековме, енергетска, економска, здравствена криза, износ за бифе, па дури и за една регулаторна комисија. Во делот на расходи за службени патувања и патни трошоци, точка 2 на страна 9 од финансискиот план и ставката 2.3 од истата таа табела. За расходи за службени патувања и патни трошоци наведен е износот од 4.200.000 денари или скоро не цели 70.000 евра за учество на обуки, работни групи и така натаму. Ако пак направиме споредба и анализа и се земе предвид дека за едно службено патување планирате да потрошите 500 евра, со овие средства ќе се реализираат минимум 140 службени патувања. Или преку еден ден на службено патување. Преку еден работен ден. Ако пак за едно вакво службено патување планирате да потрошите по 400 евра, со овие средства би сте реализирали 175 евра за 175 службени патувања. Ако пак планирате да потрошите 300 евра за едно службено патување, со овие средства ќе се реализираат 230 службени патувања или речиси секој ден на службени патувања. Ова е премногу во услови на енергетска, економска криза. Очекуваме овие службени патувања и патните трошоци да ги сведите на минимум. Во делот на интелектуални и други услуги, точка 2 на страна 9 и 10 од финансискиот план и ставка 2.6 од табелата, особено точката 2.6.4, актуелниот состав, начело со председателот Марко Бислимовски, стана по тоа препознатлив по тоа што е рекордер на трошоци за интелектуални и други услуги. Никако да се случи драстично намалување на овие трошоци. Ниту пак уконување на овие трошоци од истата оваа
ставка од точка 2.6.4. Авторски хонорари, договори за дело, консултантски услуги и така натаму. Колку за компарација, мора да направиме компарација, последниот финансиски план од претходниот состав за 2018 година за оваа точка офаќаше 600.000 денари, а сегашниот многу кратно поголем и повисоки, дури 3,5 милиони денари. Тука се поставува едно од главните прашања, а тоа е дали има оправданост за дел од ваквите трошоци во случај кога во мандатот на овој состав на регулаторна комисија за енергетика има дуплирање на бројот на вработени и за 2023 година се планира да има нови вработувања. Ако председателот Марко Бислимовски вчера во неговото образложување кажа дека се планирани 3 нови вработувања, јас сакам да се задржам малку повеќе на оваа точка. Овој состав на антиенергетската регулаторна комисија до сега за период од 4,5 години енормно го зголеми бројот на вработени, дури за 100%, дупло. А со новиот финансиски план за 2023 година, како што кажав и во уводниот дел за оваа точка, се планира уште повеќе да го надминете овој висок процент на нови вработувања и тоа пак ќе кажам во услови на енергетска и економска криза. За разлика од претходните години, за оваа 2023 година за прв пат се планира прилично висок износ од 3.600.000 денари или 3.593.724. Останати надоместоци во согласно со законот. Не е наведена ниту причината, ниту пак објаснување за што ќе се служат овие средства и за што ќе се трошат. Тука сега се поставува прашањето дали можеби се за бонуси, за награди и слични надоместоци од овој вид, или пак се за скриени средства кои што понатаму ќе бидат предмет за нови вработувања. Од податоците за од оваа ставка 3.1 анализирајќи ќе заклучиме дека имате планирано зголемување за 7.074.671 денар или 12% повеќе. Одобрено за 2022 година 59.292.589 денари, а во планот за 2023 година 66.367.260 денари. Ако се пресмета по месечна бруто плата од 61.500 или 1.000 евро, тоа се 10 нови вработувања. Ако пак се пресмета по чиста месечна нето плата од 50.000 денари или 800 евра, тоа се нови 8 вработувања. Значи вчера председателот Марко Бислимовски или не му оди добро математиката, или пак, како што кажав, сака со овој износ да прави некои заскриени префрлање на средства за бонуси, награди на тие таму кои што седите во регулаторната комисија за енергетика и водни услуги. Нема да доложам многу. На крајот ќе извлечам 6 поенти од овој финансиски план. 103.219.860.000 денари годишно или во евра 6.350 евра дневно. Највисок износ од формирањето до сега. Наместо штедење имаме зголемување за 11,5 милиони денари. Како што кажав и претходно. И во 2022 година, и во 2023 година, замислете, повторно 83 евра дневно за бифе за кафе. Имате собствен информатички систем и сектор за информатички технологии, а секоја година пајчета од 1.800.000 до 3,5 милиони денари за надворешно одржување на софтверот и веб страните, имајќи го во предвид дека имате таков сектор во регулаторната комисија кој што може да ги обавува без проблем овие
работи за кои што имате наведено износ од 3,5 милиони денари. Имате повторно зголемување од 7 милиони денари за нови вработувања на доместоци и плати, и тоа според нашата математика на опозицијата за 8 до 10 нови вработувања, не како што кажа Марко Бислимовски за 3 вработувања. 50 постоечки вработени, 3,5 до 7 милиони денари вика за нови вработувања за 2023 година, ќе примате нови вработувања, а 4700 евра месечно ќе плаќате, односно ќе плаќаат граѓаните и носителите на лиценци за авторски хонорари, консултанти и услуги. Почитувани колеги, почитуван подпредседател или заменик на регулаторната комисија, криза не се решава со дополнително оптеретување на народот и фирмите, со поголеми давачки како што ги имате наведено во финансискиот план. Правилото е јасно. Во криза власта и сите комисии и тела кои што се под владата треба да го стегне ременот, да го стегне својот ремен, а не да дополнително го оптеретуваме народот со нов харач. Така да треба овој финансиски план да си го коригирате, да направите одстапка за тоа што граѓаните доста му е од зголемување на цени и зголемување на давачки. Благодарам.